Да, го погледнавме видеозаписот на Гуран Папас заедно со Владко Стефановски. Овој момент. Гуран Папас е чест гостин, но велам си кога има нешто убаво да си кажеме. Така е некако. Да. Па само за убаво се гледаме. Само за убаво. Дај Боже да е така. Така е, да. Овој момент, да. Од идеја до реализација, може ли кусопатот, Гуран? Од идеја до реализација. Идејата да имам со Владко било каква соработка ми е од 5 години. Не знам ни колку пати, јас сум го буквално. Колку пати сум го кажал и баш во Телман утринска во интервју, кога ме прашуваат со кого би сакал да соработуваш, од македонските или од странските, секој сум викал странските со Стинг, а од македонските со Владко Стефановски. Стефановски. Јас сакам од странските со Стинг. Ке ме викнеш кога ќе направиш работа? Да, па тоа чекам да видам. Со кого сакаш? Пази што си посакаш. Што кажеш, за да се фокусирам се. Да, имено, тоа ќе беше следно што ќе кажам, дека вистина е пази што ќе посакаш во животот. Како си созревам, се стареам, се повеќе и повеќе верувам во тоа дека навистина ако мислата ти е правилно фокусирана и работиш и стремиш кон тоа, мислам дека се е остварливо и дека се ќе биде како што треба и за да се оствари тоа ќе сватиш дека и не треба многу ефорт, напор за да се оствари нештото. Со Владко Стефановски јас се знам со маестро, можам да кажам... Еден живот. Па не. Пола. Да, ама не сме блиски од аспект да... Сте комуницирали, сте музицирали, да одиме сега да пиеме кафе. Сме се среќавале на рандом места, сме правеле краток муабет, ми ја пратил мојата кариера од сам почеток и секојаш ми кажувал дека тоа што го правиме е многу добро и многу интересно. Иако тешко е да се работи сето тоа, затоа што таа музика не е многу комерцијална и не поминува баш во комерцијалните по комерцијалните слушатели. Све е комерцијала, меѓутоа малку по-специфично за слушање и конкретно за оваа песна дефинитивно сакав, го пронаѓав звукот и го пронаѓав Владко во неа. Само искомуницирав, сакав да биде професионално со неговиот менаџер во Македонија, господинот Манде. Голем поздрав до него. Поздрав Манде. Да. Може би го шета Дилан некаде тука близко до Телма? Телма? Да, сигурно. Го шета и го слика. Така. Го шета Дилан, мојот позор. И Манде кажа дека генерално Владко не е човек кој што е отворен за соработки. Не е човек. Не е човек отворен за соработки од аспект на си има критериуми. И тој критериум треба да се запази, затоа што човекот толку години е на врвот и сега не му е негов прилог да направи нешто кое што би било некоја сива, не можам да кажам црна, меѓутоа некоја сива точка во неговата кариера, сива дамка. И вика, Манде, да пробаме, ништо не губиме, тама на работа, јас не имам големи очекувања, може да кажеш слободно не, ќе го разберам. И буквално беше, ми се свиѓа многу песната на Владко, ке ти свири, вика, ке ти биде гостин, да, и онака ми беше као вау. И јас частав, се вика таа. Да. И јас се опив. Уште подобро. Јас така се опив. Одлично. Да, и ми е стварно, уште ми е како да не се случило нештото, меѓутоа се случи, да е вистината и се надевам понатаму дека со Владко, после тоа се комунициравме ние на еден друг левел со Владко, веќе комуницираме на друг левел, затоа што ипак имаме нешто заедничко сработено и дефинитивно ќе има поиде на некои комбинации со него, така што стварно се радувам за овој проект. Така, кога сме кај снимањето, одделно беа приказните или? Одделно, да. Одделно. Тоа е лошо, може требаше заедно така малку да биде, или не? Или не е можно? Сега јас може би прашувам нешто што не е во мој домен, ама е нешто што... Не, убаво си прашуваш. Ти порано така функционирало, бидејќи ако се работел некаков проект, се работело само на едно место. Сега денеска со новава технологија е многу олеснително. Не, јас зборувам и за енергиите. Некако ми се чини дека со Стинг немој случајно одделно да сте правеле нешто, пошто ништо иначе. Не, Стинг е во земе, тука во Македонија, Ајварот ке му го дадеме, тоа нели класика. Он Ајварче, класика. Па така да. Светски звезди Ајвар им даваме, ние во одушевени со Ајварот. Не пробале такво нешто до сега.
Моабетот ми е дека е олеснително од аспект на не треба да си го темпираш времето како му одговара на продуцентот кој што работи во студио. И јас го ти кажам дека песнава е снимена фактички во 4 студија. Ќе кажеш нема шанси. Сега ќе ти кажам како е тоа. Мене продуцент ми е Гоце Симоновски, тој е од Тетово. Да. Гоце Симоновски од Тетово Има свое студио. Аранжманот си го прави во своето домашно студио. Нормално. Јас саксофонот го наснимив во Скопје, кај Танче Грозановски во неговото студио. Топ. Да, му го пративме. Значи Тетово, Скопје, да, добро. му ја пративме линијата, мелодиската линија на Гоце. Гоце ја работеше целата песна во студиото кај Лазар Цветковски, затоа што има он поголема. Пак се вратив ту Тетово? Да, во Тетово Ама кај Лазе сега. Кај Лазе сега сме во студиото. Таму се работеше речиси до предфинален проект. Кога беше предфинален проект, Гоце ми го прати мене тој проект, и јас ми го пратив на Владко, тоест на Манде. Добро. А Владко ја снимаше гитарата во неговото студио во Скопје. Ето ти. Значи вака било. Тетово, Скопје. Тетово, Скопје. Да. Владко кога ја насними гитарата, ми ја прати мене на мејл. А ти во Охрид? Ја во Охрид. Топ. Јас од Охрид му ја пратив гитарата на Гоце, цело време така. Вака звучи многу комплицирано, а уствари е многу едноставно, затоа што знаеш колку е тешко да го договориш. Лазар Цветковски е многу зафатен и студиото му е генерално 24/7 зафатено. Дури тој кога не е тамо. Сме заработувале во други пригоди, нели, па знам како изгледа. И да договориш интервју и да договориш средба и не знам како, тоа е невозможна мисија. Делува дека Лазар е како незаинтересиран, меѓутоа дечкото е презафатен и стварно не може да постигне цело време. И тоа си викаме, се замисли да требаше да се координираме со Владко. Владко е цело време надвор. Ретко во Македонија, кога е во Македонија е зафатен и во принцип ќе беше невозможно да се насними сето тоа. Меѓутоа енергија која енергија ја има. Кој знае? Кој знае? Еве дека им кажавме сега, да. Кој ќе знаеш? Ама знаеш што е убаво? Кога ќе треба да ја свирите заедно мора како удел иначе. За пример за промоцијата кога ја правев на песната, промоцијата беше на мојот концерт солистичкиот на 20 април во Public Room. Владко не беше во Македонија. И? Јас ја испромовирав, ја свиревме ние песната, ја свиревме, меѓутоа ја промовиравме без Владко. Не дека не пројде, си пројде пак убава, нели, песна, ама сакам да се надоврзам на претходниот разговор, дека тешко е да се координираш со луѓе кои што се многу активни во нивната професија, како Владко и Лазар и ред други. Имаме уште некои 10 на минути до крајот на ова издание на Утренска на пуштате господото уште 3 пати. Не сакам нешто друго да помабитима. Читав нешто од овие интервјуа кои што си ги давал, од поодамна се едно интересни приказни мисла, особено онаа која што, како велате, е рамна на анегдота за твоето запишување всушност во музичкото училиште. Да, тоа е жива вистина, да. Така е, да. Ама овој вториот дел само ќе го кажам, кога со мајка ти се враќал во Охрид и во автобус таа те прашала дали си разучаран и ти си рекол: "Мамо, и на шупелката ме примеа да свирам, ќе бев среќен. Ми беше важно само јас да бидам музичар и да влезам во светот на музиката." Буквално беше така, да. Тој ден беше чиста агонија, морам да признам. Затоа што јас така самоуверено си дојдов од Охрид на приемен. Професорот беше убеден дека ја нема да имам никакви проблеми на приемниот испит за средно музичко. Меѓутоа, таков некој интересен беше тоа сплет на околности, кај што веќе некои работи се беа, сега глупаво е да кажувам дека имале врски некои луѓе, си се снашле едноставно, си го олеснеле патот до успехот. И сериозно. И ние доаѓаме со мајка ми, можеш да замислиш, јас дете, буквално дете од село, дојдем. Пештани е село, без разлика што летно време фул има убав народ и вистина социализацијата е на еден поинаков левел таму, не е како во други села порурални.
доаѓаме ние во Скопје, прво на приемен нешто, гледам дека сите ти честитаат и ја уште Веќе влизани, а не почнато све. Свирено за приемниот испит, да. А сега ти прво на кларинет, не на саксофон, така, тоа беше проблем. Ти сакаше кларинет, тоа беше приказно. Па сакав, тоа го учев музичко. Да, и мислеше дека за тоа сум добар. Да. Па тоа ми беше мене, ја немав перцепција дека можам да свирам и било каков инструмент ако имам нижо музичко кларинет, пошто тоа е генерално свириш пијано, 6 години одиш да свириш пијано понатаму. Кларинет, тоа ми било по дефолт, знаеш, инструментот што го учиш. И мајка ми долу во фоаје се чека долу со родителите на моите школски другари кои што бевме заедно, нели во тој ден беше приемниот, и сега си разговараат они, па се погодиле двајца колеги од филхармонија кои што децата, мислам, мене мои школски денес сме блиски пријатели, и сега се зборувале, а мајка ми ги слуша разговори, пошто не знае никој жената, тука чека сега да видиме, јас сум горе. Поема нема што се случува, историја да разговорите сватила дека работите се наместени од аспект на се знае кој е, кај е, што е, зошто кој е влезан, кој може да. И поскали си слигува Зоран Крагуевски, мојот професор уствари од средно. Нешто нервозен бил за приемниот нешто, поема немам таму што се случило. Најверојатно не бил задоволен од изборот на како ги примиле децата, баш поради ова што го кажа претходно. И сега двајцата кажуваат за Зоки, за мојот професор, дека ќе земел еден од кларинетите во негова класа. Ти викаш сигурно не сум јас. Па не знам ништо што се случува. Мајка ми го слуша, мајка ми со трчање кај Зоран. Извинете, син ми е горе. Ако може. Го слушав, као дека бев сега на приемен, ама си поразговарале кратко. И мајка ми му рекла, земете го детето во ваша класа, нема да се жалите. Добара. Верувајте ми, гледам што се случува, не сакам детето да извиси од аспект на амбициозен, вежба вреден. Примете го. И Зоран, професорот гледа мајка ми и рекол, ќе го земам. Буквално така. И се вратил горе и кажал на комисија, Зоран ми беше мене во комисија со кларинет, ме слушаше како свирам и без размислување, као им кажал таму, горе ќе го земеме Горан во моја класа. И така јас почнав уствари саксофон да свирам на некој начин благодарение на мајка ми затоа што изреагирала, можеби некој друг е влезел, ја можеби стварно на шупелка ќе сум свирал. Ама среќен и на шупелка, важно е да е музика, така? Да, апсолутно, да. И сега кога сте во брачни води, така, кога имате веќе семејство и така натаму, повторно велите музиката е некаков мој приоритет. Останува тоа така или сега некако приоритетите? Тоа ти е моторот, одноставно моторот. Сега ја не можам да си го занемарам, да оставам син ми пред музиката, фала Богу. Така е. Меѓутоа односно обратно, музиката пред синот, претпоставам, така? Кој е прв? Така кажав, извини, лошо се, сине прости ми. Значи најважен си. Сине, ти си најважен. Да, лошо се, очигледно едно мисле, друго кажав. Знаеш како, за да функционираш, треба да си среќен генерално, а за да си среќен треба да го работиш тоа што го сакаш. Ја мислам дека формулата за среќа е тоа што го правиш треба да те исполнува. Генерално. Така што мене музиката освен што ме исполнува, ми е храна. Така што јас прво и финансискиот момент го црпам од музиката, значи мене генерално се ми е поврзано со музиката. Не си веќе професор? Не сум веќе професор. Тоа го наследи својот професор. Така некако? Така некако дојде? Да, така некако дојде, меѓутоа, да бидам искрен, таа професија е многу убава, ама треба да има човек посебна љубов за тоа. Јас сакам деца и сакам да работам со деца, меѓутоа мислам дека ми е се уште рано да застанам од 4 зида и да треба да постигнам нешто повеќе за да се стабилизирам, после да се смирам од тој аспект. Едноставно те врзува тоа и немаш.
тешко е да ги живите настапи така и професорувањето е тешко И да се. станеш се бајле во Да, тешко е тоа. Ужас. Од аспект на ние сме ипак уметници, треба да сме колку толку малку порелаксирани психички. Имам уште некоја минутка, само морам да прашам лето, пролет, сега настапи, нешто, Настапите сега си течат, колку да кажеме да ги информираме. Да. Јас Се надевам заврши скроз ова сега, нели? Тоа е тоа веќе, да. Сега се спрема некоја кратка турнеја за има некои најави за Србија ова лето. Во Македонија си имам веќе неколку датуми кои што се веќе блокирани, што приватни, што корпоративни ивенти. Така што добро е, се стабилизираат работите. Сакаш да кажеш дека може, ако си добар на својот инструмент и да не биде тоа, како рече на почетокот на овој разговор, некоја музика која што нели да речеме популарна или е за широки или е комерцијална за широки народни маси, туку е музика која што навистина треба да имаш некакви и лични, како да кажам, емоции кон неа. Треба да имаш попрефинет вкус за точно. Значи и така може луѓето да живеат од својата работа. Таман работа. Секој може да живее од се, само треба да го сака тоа што го работи, да верува во тоа што го работи. Затоа што ти ако не веруваш дека интервјуто е добро, како ќе верувам дека е добро интервјуто? Ти ако Знаеш како ќе одјавиме емисијата, сега ми текна. Имам една интересна приказна да поделам со гледачите и е врзана за Пештани. Не знам дали имаат време музичарите како тебе да читаат многу или да гледаат многу утринска на Телма, да. Но имавме приказна со Амир, тоа е едно дете на улица, го собираат во дневниот центар за деца на улица и тој таму почнува, не знае добро македонски, но знае добро води математика, освојува 3-то место на Кенгу. И ние одиме на линк, нели? И сега да ја скратам приказната ми била треба да ја завршуваме, туку има врска со Пештани. И тамо на Facebook, нели, на Телма, приказната е дека се јавува еден господин кој што има викендица во Пештани и кој што ќе му овозможи летување на Амир во Пештани. Така што ќе се дружиш со Амир во Пештани. Да, па може и да ме споите со човекот и со детенцето да му направиме да му види уште да му направиме уште подобра шема. Да. Горен благодарам. Фала ти многу на поканата. Уживав. Знаат и луѓето од најубавиот град во нашата ни мила Македонија да бидат вакви какви што е Горан и какви што е господинот кој што засега ќе остане анонимен, но ќе одиме на лице место заедно со Горан, па ќе раскажам уште еднаш оваа приказна. Толку за крај, утринска на Телма, уживате и утре во недоброто од утринска на Телма до утринците, а веќе во среда со издание со Марко и Ивана. Поздрав!